Повеќе од јасно е што се случи во собранието на 27 април. Благодарејќи пак на дел од професионалците, беа спасени човечки животи, не дојде до поголем инцидент, имаше класичен обид за убиство. Оставаме на институциите и на вистинските професионалци внатре до крај да ја спроведат истрагата и да ја изведат правдата таму каде што треба. Вие бевте директно атакуван заедно со Заев, бевте тука на прва линија. Што ќе кажете за тие моменти и дали после се што се случи, освен траумата, имате уште здравствени последици? Сите проблеми ќе се надминат. Личните проблеми во овој момент се во втор план. Значи, најбитниот проблем е да обезбедиме подобар живот за граѓаните во државата, а од оваа лошо искуство да извлечеме сите заклучоци и како граѓани, и како политичари, и како луѓе кои што сакаат нешто да направат за сопствената држава. Тоа што се случи во собранието е недозволиво. Недозволиво е поединците да ја земаат правдата во сопствените раце, бидејќи тоа веќе не е демократија. Ние не сакаме да живееме во анархија, ние сакаме да живееме во држава во која што ќе владее правото и сите граѓани ќе имаат еднакви права и обврски во општеството. Повелете. Лично не сакате очигледно да зборувате за тоа што ви се случи? Онаа што се случи не е личен чин. Значи, тоа што се случи на Република Македонија. Македонија со ова изгуби многу. Имаме за обврска да ги коригираме и да ги поправиме овие работи и сите оние граѓани кои што беа заведени да ги вратиме на вистинскиот пат. Бидејќи во Македонија ние денеска не сакаме да зборуваме за предавници и за патриоти. Ние сакаме да зборуваме за иднина на македонските граѓани, за подостоинствено место за живење за сите. Благодарам.